Добро вечер, го следите дневникот на К3 телевизија. Индустријска зона од следната година ќе започне да се гради во општина Липково, се со цел да се зголеми вработеноста на населението во овој регион и да се привлечат компании како и странски инвеститори. Следната година технолошко-индустријска развојна зона ќе започне да се гради во Липково. Тоа неодамна го најавија од владата на Република Македонија. Одлуката е донесена на една од седниците на владата со цел да се зголеми вработеноста на населението во овој регион и да се привлечат компании и странски инвеститори. Се очекува во втората половина на 2016 година да се започнат активности за развој на оваа зона. Како општина Липково, преземавме иницијатива да урбанизираме една зона која е државно земјиште за да може да им понудиме на тие кои се заинтересирани да градат нешто во врска со лесна незагадувачка индустрија. Таа зона е на патот Ропалце-Никуштак во регионален пат, која е многу блиску до регионален пат што се спојува со Куманово-Скопје. Местото е многу убаво, рамно. Тоа место има негде околу 100.000 квадратни метри, 10 хектара и може да аплицират тие кои се заинтересирани. Има ли заинтересирани? Па има заинтересирани, но некако уште е проформа, прашуваат и се мислат да инвестират. И ние се спремивме од наша страна, да им понудиме кој сака да гради нешто, може да го гради. Формата на издавање на земјиште ќе видиме по закон како може да тече. Исто тако имаме и откупен центар, имаме урбанизирано, кој е баш на патот према Слупчане, кај се врти за Слупчане на регионален пат граничи и со регионален и со локален пат Слупчане-Оризаре. Таму може да се гради, бидејќи 49% може да се гради нешто друго, додека 51% е планирано за откупен центар. Досегашните технолошко-индустријски зони имаат дадено добри резултати за намалување на невработеноста и за зголемување на вкупниот извоз од Македонија, потврдуваат од владата. Советот на општина Куманово ја усвои програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување за кое е задолжено јавното предпријатие Куманово паркинг. Советниците од коалицијата за подобра Македонија имаа забелешки за осветлувањето во поедини населби, но и во централното градско подрачје, како и за некористење на штедливи светилки. Општина Куманово за наредната 2016 година ќе одвои 14 милиони денари за одржување на уличното осветлување, 3 милиони за изградба на ново осветлување и 4 милиони за реконструкција. Советниците од коалицијата за подобра Македонија имаа забелешки за осветлувањето во поедини населби и централното градско подрачје, забелешки за некористење на штедливи светилки. Зошто не се постават едноставно светлосни сензори, па кога ќе падне сумрак, светлата се вклучува далеку поевтино и сигурно со многу поголема заштеда. Светилките ќе штедат пари. Основниот придонес е заштеда и на електричната енергија и кој треба да ги намалат трошоците за одржување на јавното осветлување. За осветлувањето, па знаеме како не јавното осветлување во Куманово и претходните години со исти средства, како и оваа година одите во програмата, градот ни е неосветлен, централното градско подрачје е неосветлено, да не зборуваме за приградските населби, замена на дотраени светилки се врши со месеци, и да се пријави и граѓаните да пријават замена на светилки, таа не се врши со месеци. Тековното одржување на јавното осветлување опфаќа обнова и замена на прегорени светилки, како и доградба на мрежа на јавно осветлување во делови од градот и населени места каде што постои мерење. Во 2016-та незначително ќе се проширува мрежата за јавното осветлување. Но во секоја работа и се прават грешки, меѓутоа не може да се постигнува до крај целта зацртана со програмите што ги предвидуваме нормално во почеток на секоја година, што значи дека во дел на улично осветлување граѓани суседоци дека последното време градот, централното градско подрачје, меѓутоа и сите делови надвор од централно градско подрачје, односно околија во Куманово су осветлени и правиме после надчовечки напори тоа да го завршуваме успешно.
Во рамките на тековното одржување светилките на булеварите и главните сообраќајници во Куманово, предпријатието ќе настојува да бидат заменети со нови штедливи светилки на сите места каде што за тоа постојат технички можности. За оваа активност потребни се големи средства, имајќи ја во предвид цената на штедливите сијалици, изјави Шабани, кој што од друга страна наведе дека ќе се обезбеди поголема трајност на светилките и заштеда во потрошувачката на електричната енергија. Преку двомесечно одвојување по 1 денар од секој продаден леб произведен во кривопалничката пекара Вардар Експорт Би. Обезбедени се 100 пакети со прехранбени и хигиенски средства кои ќе им бидат поделени на семејства од ранливите категории од Крива Паланка и Ранковце. Акцијата се спроведе во соработка со Општинската организација на Црвен крст. 100 хуманитарни пакети со прехранбени и хигиенски средства се обезбедени преку заедничката акција на Кривопаланичката пекара, Вардар Експорт Би и Општинската организација Црвен крст. Истите во соработка со Меѓуопштинскиот центар за социјални работи ќе им бидат доделени на семејства корисници на социјална помош, ученици од ранливи категории и семејства од руралните средини во пресрет на новогодишните празници. За несебичниот придонес за подобрување на квалитетот на живот на ранливите категории и демонстрираната општествена одговорност, градоначалникот Алексовски им додели општествена плакета на сопствениците на пекарницата, со надеж дека ова ќе биде позитивен пример и потик за другите бизнисмени од градот и регионот. Ова се случува за прв пат во Крива Паланка, да една фирма или едно предпријатие од Крива Паланка во рамките на своето работење организира хуманитарна акција. Тоа е фурната Вардар Експорт или Веби, како што е новото име, имено од секој производ, од секој леб тие по 1 денар наплаќаат плюс се створила определена сума на пари и истите направиле 100 социјални пакети кои ќе бидат распоредени на социјалните случаи во соработка со Центарот за социјални грижи од Крива Паланка и сметам дека ова е една убава хуманитарна работа, еден убав гест кој треба да се следи од страна на другите организации или предпријатија во Крива Паланка. Ова е прв ваков пример во градот за вклучување на компанија од бизнис секторот во хуманата мисија на Црвениот крст, како резултат на што ќе бидат изредувани повеќе семејства, вели претседателката на Црвениот крст Цветковска. Ова беше навистина една одлична акција која што е спроведена помеѓу Општинската организација на Црвен крст од една страна како хуманитарна организација и бизнис секторот, односно компанијата Вардар Експорт Би, што значи дека оваа компанија навистина ги препозна потребите на локалната заедница и како општествено одговорна компанија изрази интерес да му помогне на ранливото население, она што е целта на Општинската организација на Црвениот крст. Собственикот на фурната Блаже Димитровски гордано и истовремено скромен на својот хуман ангажман, апелира до сите приватни компании согласно својата моќ да бидат средечни кон сограѓаните во понеповолна ситуација. Ние како приватен сектор постојаме доста време и со доста проблеми се соочуваме со народ на терен, гледаме ситуации што како. Понудата беше да направиме нешто заедничко со Црвен крст, пошто тие имат искуство од овој сектор, малку од ранливата категорија. Предлогот беше доста разгледан и смислено, прилично добро, што од наша страна се служиме да учествуваме. Као пример проични, до сега не е имало Крива Паланка ваква акција, па мислиме дека ќе направиме мотив да и во тек на наредниот период се направат некои слични акции. Народот што е од ранлива категорија, а поготово во пресред на Нова година или на некои посвечени празници, да има можност да се и они но некоја мерка достакнат со другите да се порамнат. Новогодишни декорации го разубавија централното градско подрачје на Крива Паланка. Традиционално во пресред на новогодишните и божичните празници, локалната самоуправа во соработка со јавното предпријатие Комуналец се погрижија за украсување на општината.
Празничниот амбиент се почувствува и во центарот на Крива Паланка. Традиционално, главниот крак од централната улица Свети Јоаким Осоговски е разубавена со новогодишни светлечки декорации поставени на канделабрите, а на новиот плоштад пред општинската зграда е поставено декоративно новогодишно дрво кое ги примамува минувачите. Па за украсување на градот задолжена општина Крива Паланка, еве и оваа година заедно со комуналец, општина Крива Паланка се обидува да го разубави градот за новогодишните празници. Мислам дека успеаваме во тоа да ставиме да внесеме една празнична атмосфера, новогодишна атмосфера, а секој ден се украсува градот и мислам дека е убаво и од ден на ден се додаваат нови елементи во градот. По седми пат, локалната самоуправа на Крива Паланка во пресрет на новогодишните и божитните празници распишува конкурс за најубаво украсен деловен објект, односно дуќан, и најубаво украсен дом, односно двор или балкон, за кој ќе следуваат награди. Градоначалникот Алексовски со апел до кривопаланчани да ги разубават своите домови и работни места, придонесувајќи за празничниот амбиент, при тоа конкурирајќи за награда. Еве, јас ќе апелирам до сите граѓани на Крива Паланка да се украсат и сопствените домови, да ги украсат деловните објекти кои ги имаат, за да имаме, зашто навистина со украсување на куќите, на становите, на деловните објекти, ни се разубавува градот, ни се украсува градот. И оваа година општина Крива Паланка, како и минатите години, ќе додели награда за најубаво украсен дом и за најубаво украсен деловен објект, така да еве ги повикувам сите да се вклучат во оваа акција, да се вклучат во овој надпревар, да имат што поубаво украсени домови, односно деловни објекти, а општината тоа ќе го награди на свој начин. Изведувач на новогодишното украсување е локалната самоуправа во соработка со јавното претпријатие Комуналец. Со целодневна забава закажана за 30 декември, оваа година кумановци на поскромен начин ќе го одбележат доаѓањето на 2016-та, за разлика од минатите 8 години кога градот организираше забава на градскиот плоштад со музика и огномет. Граѓаните се разочарани што традицијата се прекинува и велат дека оние кои не заминуваат никаде подалеку излегуваат токму на плоштадот да прослават со најблиските. Граѓаните се разочарани што ќе нема организиран дочек на плоштад за нова година. Според нив треба да има прослава макар и да е со помалку средства и со домашни музички ѕвезди. Поради намањето на доволно финансиски средства да се замине некаде, граѓаните најчесто излегуваат на плоштад со своите најблиски. Па што там не е окей, што нема, зашто има многу луѓе што туј су го дочекувале нову годину, е било весело, супер, сега не е ни украсено, нема ништо, катастрофа. Ужасно е. Не се ни осеќа дека иде нова година, празници. Мислам дека треба да се продолжи оваа традиција за новата година, затоа што има пуно дечиња ќе се радуваат и така натаму и така натаму. Има и други луѓе, треба да биде украсено, направено, све. Секоја година било така. Па, нормално дека би требало, зашто да не секоја година, како и до сега што е било. Дали вие излегувате на плоштад за дочекот на нова година? Па, кад не сме организирале нешто на плоштад, зашто да некој би иште с деца малецки. Па не знам, тоа е одлука на веројатно на општината и процениле ако нема услови да се организира, тогаш е во ред. Иначе убава традиција, да, ама сега ако нема услови за тоа, тогаш е оправдано. Слушнав дека нема да има оваа година никаква прослава на плоштадот. Смятам дека не треба да се не изискува кој знае какви финансиски проекции, кој знае какви финансии да може да се организира барем со наши домашни пејачи, било како да се организира нешто за луѓето на плоштадот. А Куманово е познато наназад, ако се вратиме за една деценија, можеби две, колку фестивали се прекинати, колку се нема традиција во културата. Културните настани во Куманово нема традиција, не се задржуваат. Па така и оваа година нема да е чудно ако ништо не се случува на плоштадот за нова година. Убаво е да има, значи како на секој плоштад, убаво е да се има нешто и тука, ама што знам, обично сите се дома со семејствата.
Работата така, значи, финанси не ни дозволуваат да скочиме некаде подалеку. За на плоштад обично ние со мали деца. Општина Куманово после 8 години одлучи годинава да нема организирана прослава за дочекот на новата година на градскиот плоштад, во кој градот го организираше со музика и огномет, како што информира Цоки Ристовскиот секторот за култура и спорт, како главна причина ги наведува финансиските проблеми и слабата посетеност на граѓаните. Во изминати неколку години, општина Куманово кога доведуваше некои познати музички звезди за пречего на новата година, тие како што знаат сите граѓани, значи тие имаат посебна или повисока цена во однос на некои другите денови каде што би настапиле, и тоа е малку повисока цена, а општина Куманово изминатите 2-3 години се наоѓаше под финансиска блокада или со блокирана сметка, и тоа е едната од причините кои што одлучиме да направиме. Другата причина е што еден дел од граѓаните кои што контактираат или комуницираат со нас прашуваат или велат, зошто вика не направите некоја друга програма, да не би вика или друг начин на дочек на нова година, да не би вика се едно исто, и ние затоа решивме да направиме еден новогодишен хепенинг, така го велиме, каде што нели ќе биде програма од некаде 7-8 часа. Да се надеваме дека на кумановци ќе им се допадне забавата која е закажана на 30 декември, почнувајќи со причек на Дедо Мраз, настап на неколку кумановски групи и на крајот рок бендови за помладата генерација. Активни во третата животна доба, присутни во сегментите на општественото живење, исклучително ангажирани на спортски како и на музички план, особено во гаењето на фолклорното културно наследство, продуктивни како поети. Се само дел од заслугите поради кои што кривопаланичките пензионери годинава го добија највисокото општинско признание 8 октомвриска награда. Пензионерите од Крива Паланка, сумирајќи ги резултатите од бројните активности во годинава која изминува, можат да се пофалат со повеќе успеси, плод на нивните ангажмани во третото животно доба, кои произлегуваат од здружувањето во рамки на Сдруженијето на пензионери, а тие се одвиваат на неколку полиња: култура, спорт, музика и фолклор. Но несомнено, најголемото признание добиено во неколку деценискиот период на постоење на Сдруженијето е големата 8 октомвриска награда која се доделува за особени заслуги и достигнувања во Крива Паланка. Иако наградата се доделува на годишно ниво, истата е признание за многогодишната плодна и успешна работа, базирана на одличната институционална соработка. Ова октомвриска награда е всушност награда за повеќегодишно ангажирање на Сдруженијето, а посебно во 2015 година, која награда на некој начин е висока, ама не обврзува да имаме уште поголеми активности до крајот на оваа година и нормално да ја продолжиме тие активности и во наредната година. Ние како пензионери, најбитно е што во моментот не сме заборавени од помладата генерација, посебно од локалната самоуправа, а тоа го постигнуваме преку честите контакти и соработки што ги имаме со градоначалниците од двете општини и со другите представници во општината, јавни предпријатија, председателот на советот на општина и други луѓе, но таа соработка ја шириме. За соработката меѓу нашето здружение и локална самоуправа ние поодамна подпишавме спогодба за соработка со општината Крива Паланка, а со општината Ранковци минатата година подпишавме, порано немавме можности да подпишеме. Со подпишувањето на оваа соработка помина доста време, немавме некоја потака соработка како што предвидеше во спогодбата. Меѓутоа, со доаѓањето за градоначалник на господинот Арсенчо Лексовски, на вистина се остварена соработка која што може би служи како пример во Републиката. Од тогаш почна многу здруженија да соработуваат со градоначалниците и со локалната самоуправа. Не само што вршиме соработка, но може би ова посебен пример што градоначалникот ни овозможи да од нашите пензионери бидат делегирани луѓе кои што беа како членови на советот на општината и ги пратија сите збивања во општината и работата на здружението.
нашата соработка продолжува уште со другите здруженија. Имаме да не редуцирам, меѓутоа имаме можда со скоро сите здруженија во Републиката. Со некој повеќе, со некој помалку. Со здруженијата нарочито, што се овај источниот регион, источниот дел на Македонија, стварно преку тие спортски игри, ревии, со скопските сите здруженија и ред со другите здруженија во Република. Импонира фактот што овие лица, без малку 4000 старосни пензионери и пензионирани инвалиди на труд од Крива Паланка и Ранковце, редовно и сосема солидно практицираат спортски дисциплини адекватни за нивната животна доба, а активно го негуваат и фолклорот и традицијата од овие краишта, презентирајќи ги достојно во регионот и ширум земјава. Ние секоја година донесаме годишна програма за работа на здруженијата. И во таа програма опфатени се сите овие работи што ги набележате, реви, спортски активности, меѓуопштински надпревари, регионални надпревари, републички надпревари, одење на излет, еднодневен излет во природа. Тука, кога сме кај меѓуопштинските надпревари, да кажеме дека ова година, теколната година, на 4 надпреварувања кај што одевме, освоивме 3 први места. Ова година бевме домаќини ние на овие регионални пензионерски спортски надпревари. Учествувате ли активно и на републичките надпревари? Ова година ние на републичките надпревари освоивме прво место. Учествувавме на 9 собери или излети на здруженијата кои што ги организираа широм Македонија. Да почнеме прво од Дојран, Демир Капија, Ораовица, Свети Пантелеј Кочанско, Македонска Каменица. Успесите и резултатите се комплетни и видливи благодарение и на одличната соработка со здруженијата на пензионери од регионот, со кои редовно се разменуваат искуства и се организираат заеднички активности, а исто така, како што напоменаа, особено важна е соработката и поддршката од Сојузот на здруженија на пензионери и претседателот Драги Аргировски. 3 милиони евра им се достапни на жените предприемачки за реализација на својата бизнис идеја или проширување на бизнисот. Парите се обезбедуваат преку Европската банка за обнова и развој. Предрасудите и стереотипите за способноста и храброста се клучна причина поради која во Македонија се уште нема доволно бизнис жени, особено не на раководни функции. Иако кај нас е мал бројот на жените предприемачи, се уште нема конкретни статистички податоци за тоа. За да ја реализираат својата бизнис идеја или да развијат бизнис, на македонските жени предприемачки достапни им се 3 милиони евра. Парите ги обезбедува Европската банка за обнова и развој, а ќе се пласираат преку Охридска банка кои заеднички потпишаа договор. Во Македонија има мал број бизниси кои имаат жени во топ менеджментот и ЕБОР ја зголемува поддршката на Македонија со 3 милиони евра преку Охридска банка за заеми за локални компании кои се управувани од жени, рече шефот на канцеларијата на Европската банка за обнова и развој Анка Јоана Јонеску. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски истакна дека оваа програма ќе им помогне на компаниите побрзо да се развиваат, да отворат нови работни места, да внесуваат иновации во своето работење и да станат поконкурентни на домашниот пазар, а во некои случаи на меѓународните пазари. Истакна дека владата особено внимание посветува на поттикнување на женското предприемништво и додаде дека во изминатите 8 години за програмите за самовработување на владата издвоени се 47 милиони евра, со кои 11.000 лица основале собствени компании, при што над 3600 фирми се основани од страна на жени. Трендот на поголема вклученост на жената во општествениот, социјалниот и политичкиот живот и растечкото женско предприемништво треба постојано да се поттикнува, поддржува и негова, како од страна на владата и другите државни институции, така од страна на граѓанските здруженија, меѓународните финансиски институции од компаниите. Програмата ќе се спроведува во наредните 3 години. Парите ќе бидат достапни за инвестиции со рок на отплата до 8 години, грејс период до 12 месеци и за обртни средства со рок од наплата од 3 години и грејс период од 6 месеци. Претседателот Ѓорѓе Иванов одржа состанок во врска со справувањето со бегалската и мигрантската криза со членовите на управувачкиот комитет, тело на владата за координација и управување со кризи, како и со припадници на Генералштабот на армијата на Република Македонија.
Како што соопшти кабинетот на председателот на Република Македонија, целта на состанокот била Иванов да ги запознае членовите на Комитетот за неодамнешната средба со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, комесарот за проширување Јоханес Хан, извршниот директор на Фронтекс Фабрис Легери и со председателот на Србија Томислав Николиќ, на која беа разменети информации за моменталните состојби за мерките и активностите на Европската унија за менаџирање на мигрантската и бегалската криза. Председателот Иванов искажа задоволство од одговорниот пристап кон кризата од страна на председателот Туск, како и задоволство што предлозите кои се однесуваат на намалување на безбедносните ризици, кои македонскиот председател ги изнесе на состанокот, беа прифатени и влегоа во заклучоците на Европскиот совет, со акцент на помош од Европската унија за Република Македонија во вршење на регистрација на мигрантите и бегалците во согласно со стандардите на Европската унија, соопшти кабинетот на председателот на Република Македонија. Иванов поборел од управувачкиот комитет и од сите вклучени институции во справувањето со мигрантската и бегалската криза и понатаму со максимална посветеност да продолжат со своите мерки и активности со цел заштита на државната граница, контрола врз мигрантите и намалување на безбедносните ризици за обезбедување и остварување на сигурноста на граѓаните на Република Македонија и нивниот имот. Турските власти го најавија повлекувањето на трупите од Северен Ирак. Околу 100 бунтовника од Курдската работничка партија биле убиени во воена операција. Шпанија денеска гласа за нов парламент. Ова се вестите од светот. Турските власти најавија продолжување со повлекувањето на трупите од Северен Ирак, откако американскиот претседател Барак Обама го повика турскиот претседател Ердоган тоа да го стори заради деескалација на тензиите со Багдад околу разместувањето на турската војска. Земајќи ја предвид сензитивноста на ирачката страна, Турција ќе продолжи со процесот што веќе го почна во врска со повлекувањето на трупите стационирани во провинцијата Мосул, соопшти турското МНР. Обама во петокот го повика Ердоган во телефонски разговор да ги ублажи тензиите со Ирак и да продолжи со повлекување на своите сили. Вкупно 102 бунтовника од Курдската работничка партија биле убиени во воена операција што се води веќе 5 дена во југоисточниот дел од Турција. Тоа го нагласи денеска извор од службите за безбедност, јавуваат западните медиуми. Најмалку 20 војници и 5 цивили ги загубиле животите во судирите, додаваат изворите. Шпанија денеска гласа за нов парламент. Изборните места се веќе отворени каде 36,5 милиони шпанци ќе избираат членови на долниот дом на парламентот, како и на сенатот. Првичните резултати се очекуваат вечерва. Државјаните на Шпанија ќе излезат на гласачките места за да изберат 350 членови на Конгресот на пратеници и 208 членови на сенатот на шпанскиот парламент. Изборниот закон во Шпанија забранува објавување на анкети во последната недела пред изборите, но последните испитувања на јавното мислење спроведени на почетокот на месецот покажуваат дека ниту една партија нема да освои мнозинство за да може самостојно да формира влада. Изборите се одржуваат во услови на продлабочена економска криза во која се наоѓа земјата, пропратена со раст на невработеност и серија корупциски скандали. Според аналитичарите, ваквата атмосфера ќе потикне голем број избирачи својата доверба да ја дадат на некоја од алтернативните партии. Во вакви услови, едната шпанска влада најверојатно ќе биде коалициска, што според аналитичарите отвара можност за различни комбинаторики при обезбедување на парламентарно мнозинство. Кошаркарите на Куманово во домашното првенство остварија важна победа против Бест на гости со 83-73. Надпреварот Куманово го реши во првото полувреме кога оствари недостижна предност, а главен креатор на победата беше Новаилијата Трајковски со 39 поени. Кошаркарите на Куманово прикажаа одлична игра на гостувањето против Бест во текот на целиот надпревар. Предводени од феноменалниот Бојан Трајковски, гостите доминираа и не дозволија во ниту еден момент гевгеличани да се заканат. Куманово со оваа победа најавува дека влегува во вистински ритам, а на следниот меч против Струмица има шанса за нова победа, која би го зацврстила во горниот дел на табелата. Трајковски со извореден учинок од 39 поени и 15 скокови и на овој меч беше централна фигура и се потврди дека ќе биде големо засилување за Куманово. Со играта се истекна и Караѓовски со 14 поени, а Мандич уфрли 6, а Костовски 5 коша. Кај домашниот тим одличен беше американецот Херис со 28 поени.
Футсал екипата на Биџо од Куманово на најдобар начин го заврши есенскиот дел во втората лига. Во последниот надпревар пред домашната публика, Биџо во дуел против директниот конкурент Македонска Каменица одигра 5-5 и го освои првото место во есенскиот дел. Интересен меч одигра Биџо и Македонска Каменица пред рекордно мал број на гледачи во спортската сала во Куманово. Најпрви Биџо во првите минути на преворот се стекна со водство од 2:0, а потоа гостите, благодарејќи на многуте грешки на домаќинот, направија пресврт и победаа со 5:2, со што заврши првиот дел. Во продолжението по критиките од тренерот Ивановски, домаќинот заигра одлично и успеа да се врати во напреворот. Едноставно бункерот на гостите не издржа, а екипата на Биџо го освои посекуваниот бод. Па вака станува збор за двете најсилни екипи во втората футсал лига, што покажа и самиот резултат 5-5. На полувреме губевме со 2-5. Смогнавме сили во второто полувреме, заигравме поангажирано и на крајот со малку среќа можеше и да победиме. Веројатно вие сега ќе продолжите да работите до новогодишните празници, потоа следува вообичаената пауза и планови за пролетниот дел. Па вака сега ќе имаме уште една недела тренизи, после малку ќе одмориме до овие новогодишни и божични празници, потоа ќе се собереме, повторно ќе започнеме со подготовки за пролетниот дел и се надевам дека на крај ќе го задржиме ова прво место што моментално сега на крајот од есенскиот дел го и заслуживме со нашите игри до сега. Екипата од Македонска Каменица се представи како тврд орев за футсал Биџо, но она што е најважно е еден бод и прво место во пресет на пролетниот дел. Така е, екипата од Македонска Каменица. Знаевме дека ќе биде тешко со нив. Тие се едни од посилните во втората лига, на второто место. Со пораз ќе го загубевме првото место, тие ќе беа прво. Значи знаевме дека ќе биде тежок надпревар. Губевме на полувреме со 5-2, потоа се консолидиравме и направивме добар резултат за нас 5-5, со тоа што го задржавме првото место, се сме презадоволни. Верувате дека на крајот вашата екипа може да го освои првото место и се врати во суперлигашката елита? Може ли да бидеме реални оптимисти, може ли тоа да се случи? Па се надевам и мислам дека заслужуваме да играме во првата лига, бидејќи сме едни од посилните тука. И јас мислам дека ќе го освоиме првото место и ќе се пласираме во првата македонска лига. Судејќи според распоредот на табелата, овој напревар во вториот дел ќе реши која екипа ќе се пласира во Суперлигата. За сега Биџо има еден бод предност во однос на директниот конкурент. Вести од меѓународен спорт. Тренерот на Бајерн Минхен Пеп Гвардиола на крајот на сезоната го напушта тимот и се сели во премиер лигашот Манчестер Сити. По отказот во Челси, Жозе Мориньо преговара да го превземе Манчестер Юнајтед. Селекторот на фудбалската репрезентација на Шпанија Дел Боске најави повлекување од кормилото. Иако се уште нема официјална потврда, германските и англиските медиуми јавуваат дека Пеп Гвардиола на крајот на сезоната го напушта Бајерн и се сели во Манчестер Сити. Медиумите наведуваат дека Пеп ја прифатил понудата на Сити и на лето ќе седне на клупата на премиер лигашот. Исто така веќе се споменува и неговата замена на клупата на баварците, а тоа е италијанецот Карло Анчелоти. Богатите шејци се чини го убедиле Гвардиола, а пресудно било големата финансиска понуда. После третиот последователен пораз, втор во премиер лигата, менеджерот на Манчестер Юнајтед Луис Ван Гал се наоѓа пред отказ. Англиските медиуми наведуваат дека Ван Гал би можел наредните 2 дена да го напушти Юнајтед, а на негово место се споменува Жозе Мориньо. Ова информација ја потврди неговиот менеджер Жорге Мендеш, кој изјавил дека преговорите се веќе започнати. Во минатото Мориньо има изјавувано дека негова неостварена желба е да го води Юнајтед, а се чини дека до таа цел сега е многу блиско. Инаку Юнајтед во оваа сезона игра очено и немаше добри резултати во премиер лигата и во лигата на шампионите каде веќе е елиминиран. Селекторот на фудбалската репрезентација на Шпанија Висенте Дел Боске објави дека по европското првенство кое ќе се одржи едната година ќе се повлече од функцијата. Искусниот стратег истакнал дека има голема желба од националниот тим да се прости со уште една титула на европски првак. Доколку се биде според очекувањата, ќе напуштам клупата на Шпанија по европското првенство. 8 години бев селектор и немам намера да останам. Најголема желба ми е повторно да ги достигнеме височините, а ми беше чест и привилегија да служам на Шпанија, напишал Дел Боске во својата книга, чии делови ги пренесува шпанскиот весник Марка.
Последниот ден од оваа недела помина претежно сончев со појава на слабо до умерена магла во вечерните часови. Следиме временска прогноза за североистокот. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.